Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во првата епизода посветена на книгата Псалми, нагласив дека псалмите во оваа книга може да се поделат во светло на петокнижието, односно првите 5 книги од Библијата. Првите 41 псалм ја рефлектираат пораката на книгата Битие. Псалмите 42 до 72 ја рефлектираат пораката на книгата Излез. А сега, почнувајќи од Псалм 73, пред нас имаме дел кој ја рефлектира пораката на книгата Левитска. Верувам дека додека го проучуваме овој дел од псалмите, ќе забележите дека нагласокот на овие песни е на светилиштето, односно Божиот храм. Тоа е една од главните теми во книгата Левитска. Покрај оваа тема, други две теми кои преовладуваат во Левитска се Божјата светост и очистувањето од гревовите преку жртвопринесувањето. Така што би можеле да кажеме дека двата збора кои најдобро ја опишуваат таа книга се светост и жртва. Псалмите кои ќе почнеме сега да ги проучуваме се песни кои не се дело на царот Давид. Дел од нив се напишани од страна на Асаф, кој беше еден од музичарите кои служеа во Божиот храм. Например, Псалм 73, кој сега ќе почнеме да го обработуваме, е негово дело. Ајде да почнеме со читање на првиот стих. Колку е добар Бог кон Израел, кон оние што се со чисто срце. Уште на самиот почеток од псалмот сме подсетени дека Бог е добар кон израелскиот народ. Дали ова значи дека сите израелци се искрени верници? Не. Верници се оние кои му пристапуваат со чисто срце, односно оние кои сакаат да му служат на Бог и да чекорат по неговиот пат. Истото важи и за нас денес. Не е христијанин секој кој така се нарекува, туку оние кои чекорат по Божиот пат, оние кои сакаат да имаат заедништво со него и чии срца се очистени од гревот. Вистински христијани се оние кои веруваат во Христос и живеат според неговите зборови. Ако не го правите тоа, жал ми е, но морам да ви кажам дека вие не сте христијанин, ниту пак го имате вечниот живот. Тоа е исто така една од одликите на христијаните. Тие го имаат вечниот живот, кој се добива поради Божјата благодат, а преку вера. Таквите луѓе се очистени од своите гревови и вечните последици за тие гревови. Тоа не значи дека тие никогаш повеќе нема да направат грев, но не уживаат во гревот. А кога ќе паднат во грев, доаѓаат пред Бог со покаяние и добиваат простување. Овој човек, кој се вика Асаф, беше искрен верник во Бог. Иако го започнува псалмот со пофалба кон Бог за неговата добрина кон Израел, сепак, длабоко во себе имаше мака, која верувам дека и повеќето од вас ја имате. Неговата мака беше следнава. Зошто Бог дозволува неправедните и грешни луѓе да напредуваат во животот? И зошто побожните луѓе страдаат повеќе од безбожните? Како човек кој со години служел како пастор, морам да ви признам дека и јас често сум се борел со ова прашање. Низ годините сум бил сведок на страдањето на искрените верници, а истовремено сум сведочел дека најголемите грешници живеат доста добар живот. Многу ми беше тешко да ја сватам причината за сето тоа. Например, нашата прва ќерка почина набрзо откако се роди. Само еднаш го слушнав нејзиниот плач и потоа таа почина. Никогаш нема да го заборавам тој ден. Додека чекав во ходникот плачејки, забележав дека во болницата дојдоа едни богати и многу грешни луѓе, кои со шампањ го прославуваа раѓањето на машко дете во нивното семејство. Не ме сваќајте погрешно, јас немам ништо против тие луѓе, а и нивното бебе беше навистина прекрасно, но нема да заборавам како таа ноќ излегов на балконот и извикав кон Бог:
прашувајќи го зошто го зеде нашето дете, кога ние верно му служевме, а другото семејство беше дел од многу финансиски скандали. Не велам дека Бог требаше да го остави нашето дете, а да го земе нивното. Јас ги сакам бебињата и сакам сите да се живи и здрави. Но, до ден денешен, не можам да сватам зошто Бог ја зеде нашата ќерка. До ден денешен, се уште го немам одговорот. Но, научив да му верувам на Бог, дури и кога не знам зошто тој постапува на одреден начин, бидејќи тој сигурно има причина за тоа. Еден ден верувам дека ќе сватам зошто. Но и Асав имаше сличен проблем. Можеби и некој од вас го мачи тоа прашање. Забележете што вели тој во стиховите 2 и 3. А нозете мои за малку не подклекнаа, за малку чекорите мои ќе станеа несигурни, зашто им позавидев на беззакониците, гледајќи го напредокот на грешниците. Тој како да вели, погледнав околу себе и забележав дека беззакониците напредуваат, а побожните тапкаат во место. Стихови 4 до 7. Зашто не страдаат, нивните тела се цврсти и јадри, немаат маки како другите, човечки неволи не ги засегаат. Затоа горделивоста им е како веришка околу вратот, а насилството им е облека. Очите им се подуени од сало, а од срцата им се излеваат безумија. Дали е вистина дека безбожните луѓе воопшто не страдаат? Не, но тука Асав со намера го кажува тоа. Неговата поента е дека кога ги споредува праведните и неправедните луѓе, генерално гледано се чини дека неправедните живеат подобар живот. И токму тој факт и таа реалност беше изворот на неговата мака во душата. Како резултат на тоа, тој вели, моите нозе за малку не подклекнаа, односно тоа значи дека за малку ќе се обесхрабрел. Стих 8. Се подбиваат и злобно зборуваат, се закануваат надмено со насилство. Асав зборува за луѓе кои ги угнетуваат сиромашните, кои се исмеваат со нив и со насилство владеат над нив. Зарем не се такви многумина од богатите во државата? Зарем не се тие луѓе кои се богатат на грбот на народот, а ништо чудно изгора на сето тоа да се исмеваат со нив? Зарем не сме сведоци на тоа како има луѓе кои со насилство и закани добиваат се што ќе посакаат? Стих 9. Ја креваат устата против небото, а јазикот нивен ја обиколува земјата. Уште една особина на оние за кои зборува Асав е дека тие се луѓе кои ја креваат устата против небото, односно покажуваат непочит кон Бог. Истовремено, нивниот јазик ја обиколува земјата, односно, од денешна перспектива би можеле да кажеме дека се доста познати и ги има по медиумите. Стихови 10 до 13. Затоа народот мој по нив се залетува, и мана не им наоѓа, и вели, како ќе дознае Бог, и има ли знаење во Севишниот? Ете, такви се грешниците, секогаш спокојни, богатство напластуваат. И си реков, зар залудо го чував чисто срцето свое, и во невиност ги миев рацете своји. Асав како да вели, јас се обидов да живеам побожно, но се чини дека не се исплати човек така да живее. Стихови 14 до 17. И се изложував на непријатности секој ден и на срам секое утро. Но, ако речев, ќе расудувам и јас така, тогаш ќе го изневерев родот на твоите синови. И сакав тоа да го разберам, но тоа беше тешко за мене, се додека не влегов во Божјото светилиште и не го разбрав нивниот крај. Нивниот крај не зборува за крајот на нивниот живот на земјата, туку за нивниот крај во светло на вечноста. Ке се сетите дека Господ Исус кажа една парабола за богатиот човек и сиромавиот Лазар. Во неа тој вели дека откако богатиот уживаше во овоземниот живот, тој на крајот заврши во пеколот.
Се разбира, вината на тој човек не беше во неговото богатство, туку во фактот што немаше стравопочит од Бог во неговото срце и затоа на крајот заврши во вечниот оган. Знаете, за жал некогаш се случува некој таков безбожен човек да почине, а сепак на неговиот погреб свештеното лице да зборува многу убави и позитивни нешта за него, како бил филантроп, човек кој сакал да помага, кој ја почитувал верата и така натаму. Без разлика што луѓето ќе кажат за таков човек. Ако тој вистински не верувал во Бог и не се покајал за своите гревови, ќе биде фрлен во вечниот оган. Токму тоа е поентата на Асав во овие стихови. Да нагласи дека грешниците може би уживаат одреден период на овој свет, но нивната вечност ќе биде ужасна. За праведниците пак ќе биде поинаку. Тие може би ќе страдаат тука, но вечноста ќе ја поминат во Господовото присуство. Додека сме тука на овој свет, ќе имаме многу прашања во однос на оваа тема. Зошто Бог дозволува грешниците да напредуваат? Но, искрено мислам дека нема да дојдеме до одговорот. Тоа што Бог го бара од нас е да му веруваме и покрај тоа што немаме одговор на ова прашање. Еден ден, кога ќе се најдеме во неговото присуство, јас верувам дека ќе добиеме одговори. Не само тоа, туку верувам ќе согледаме дека се што Бог дозволил било за наше добро. Стих 23. Но јас сум секогаш со тебе, ти ми ја придржуваш десницата моја. Кога ја изгубивме нашата ќерка, Бог не држеше за рака и ни помогна да се справиме со таа болка. Ако му верувате, тој ќе ја придржува вашата десница, односно ќе биде со вас во се. Стих 24. Ме водиш со советот свој и ќе ме примиш во твојата слава. Секој од нас треба да одлучи како ќе го живее животот. Дали ќе се водиме според Божиот совет и збор, или пак ќе попуштиме на притисокот на светот и ќе се водиме според тоа што другите го очекуваат од нас, или онака како што тие живеат. Ако се водиме според Божиот совет, ветувањето е дека еден ден тој ќе не прими во својата слава. Со тоа доаѓаме до Псалм 74, каде повторно се зборува за Господовото светилиште. И овој псалм е напишан од страна на Асав. Ке почнеме со читање, стихови 1 до 4. Зошто Боже не отфрли за секогаш? Зошто гневот Твој се разгоре на овците од Твоето пасиште? Сети се на Твојот народ, кого уште од порано го придоби, ги избави со жезолот како наследство Твое, и на гората Сионска на која Ти се насели. Зачекори кон вечните урнатини, непријателот уништи се во светилиштето Твое. Твоите непријатели викаа во Твоето собрание, поставија своји знаци таму. Може би се прашувате зошто вакви зборови. Асав зборува за Божјата дисциплина со која се соочи израелскиот народ. Како што можете да забележите од стиховите кои ги прочитавме, тој зборува за урнатините и уништувањето на Божјото светилиште, односно Божиот храм. И тоа навистина се случи. Ако го читате Стариот Завет, ќе забележите дека Вавилонскиот цар Навуходоносор го заобиколи градот Ерусалим, го освои и речиси целосно го уништи. Не беа уништени само ѕидовите и куќите, туку и Божиот храм беше уништен и ограбен од сето злато и сребро кое се наоѓаа во него. Можам само да замислам колку народот беше обесхрабрен и тажен поради сето ова, но Бог многу пати им даде шанса да се покајат, а тие сметаа дека тој не е сериозен во однос на неговиот суд. Сепак, забележете како Асав покажува надеж во Бог. Стих 12. Но Бог, царот мој е уште од пред вековите. Тој приготвува спасение среде земјата. Ке продолжиме со читање на стих 18. Сети се сепак на ова. Непријателот го навреди Господа.
Луѓе безумни го презираат Твоето име. Непријателите на израелскиот народ беа и Господови непријатели, бидејќи тие го презреа Господовото име. Но и покрај тоа што израелскиот народ претрпе страдање, Асав побара од Господ милост за својот народ. Стих 19. Не предавај ја над зверовите душата на својата грлица, не заборавај ги за секогаш душите на сиромасите Твои. Тој како да вели: Господе, и покрај тоа што сме во неволја, од Тебе очекуваме избавување. Господ на вистина многу пати го избави израелскиот народ од неговите угнетувачи, и тоа јасно го читаме во Стариот Завет. Тие Господови дела ни даваат и нам денес за право да го бараме Него во време на неволја, и тој ни ветил дека нема да остане рамнодушен на тие молитви. Стих 22. Стани Боже, според правдата своја пресуди, сети се како секој ден те хули безбожникот. Ова е уште еден повик за Бог да се справи со безбожниците, но и да ги спаси праведниците. Доаѓаме до Псалм 75, кој исто така е песна напишана од Асав. Всушност, би можеле да кажеме дека претходниот псалм беше негова молитва, а овој е песна во која тој го слави Господ за неговата победа и избавување. Стихови 1 и 2. Те фалиме Тебе, Боже, те фалиме, името Твое е близу. Луѓето ги разгласуваат Твоите чудесни дела. Кога ќе дојде време, ќе судам според правда. Сакам да го појаснам значењето на овие два стихови. Кога Асав зборува за тоа дека Божјото име е близу, тоа се однесува на неговото доаѓање, односно на неговото избавување. Вториот стих всушност се Божите зборови, со кои тој ветува дека кога ќе дојде неговото време, ќе им суди на народите според правда. Знаете, Божјиот син еднаш дојде на оваа земја, но не дојде како судија, туку како спасител. Еден ден повторно ќе се врати на овој свет, но никој од нас не може да знае кога ќе се случи тоа. Во Евангелие според Матеј, глава 24, стих 36, Господ Исус вели дека ниту еден човек не го знае денот или часот. Низ вековите, неколку религиозни водачи се обидоа да направат точна пресметка и да кажат кога Господ Исус ќе се врати, но сите тие погрешија. Поентата не е да го пресметуваме денот, туку да бидеме верни на Исус секој ден, за кога ќе се врати, нашите срца да бидат подготвени. Стих 6. Зашто издигањето не доаѓа ни од исток, ни од запад, ниту пак од пустината. Поентата на овој стих е дека спасот за Божиот народ не доаѓа и нема ниту да дојде од околните народи, туку само од Бог. Ова е важна поука првично за израелскиот народ во времето на Асав, но и за нас денес. Тука ќе го завршиме денешното проучување на псалмите. Се надевам дека научивте нешто кое ќе ја збогати и зацврсти вашата вера во Бог. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.